Послание на апостол Павле до римјаните, 1 глава. Павле, слуга на Исус Христос, повикан за апостол, издвоен за Евангелието Божјо, кое Бог однапред го беше ветил преку пророците во светите писма, за својот син по тело роден од семето Давидово, одреден како син Божи во силата по духот на светоста, преку воскресението од мртвите Исус Христос, нашиот Господ. Преку него добивме благодат и апостолство за да ги приведеме на послушност кон верата меѓу сите народи во негово име, меѓу кои сте и вие, повикани од Исус Христос. До сите вас во Рим, возлюбени од Бога и повикани да бидете свети. Благодат и мир од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос. Пред се, му благодарам на мојот Бог преку Исус Христос за сите вас, зашто за вашата вера се разгласува по целиот свет. Бог, кому му служам со својот дух преку Евангелието на Неговиот Син, сведок ми е дека постојано си спомнувам за вас, секогаш кога во молитвите своји се молам, та со Божја волја некако да ми се даде да дојдам кај вас, зашто копнеам да ве видам, па да ви предадам некој духовен дар за да станете поцврсти, односно взаемно да си помогнеме преку заедничката вера, вашата и мојата. Би сакал да знаете, браќа, дека многу пати бев на мисла да дојдам кај вас, да имам некаков плод и меѓу вас, како и меѓу другите народи, но се досега бев попречуван. Должник сум кон елините и варварите, кон мудрите и кон неразумните, затоа што се однесува до мене. Подготвен сум и вам во Рим да ви го проповедам Евангелието. Зашто јас не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е сила Божија која го спасува секого што верува, прво јудеец, а потоа и елин. Бидејќи во него се открива правдата Божја од верата и во верата, како што е напишано: праведникот преку верата ќе живее. Зашто гневот Божи се открива од небото против секоја безбожност и неправда на луѓето кои вистината ја спречуваат со неправда. Па така, она кое може да се знае за Бога, ним им е откриено, бидејќи Бог тој им го открил. И на вистина, она што е во него невидливо, односно вечната негова сила и божественост, согледливи се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела. Па така тие немаат изговор. Зашто кога го познаа Бога, тие не го прославија како Бог, ниту пак му благодарија. Туку се заблудија во своите помисли и нивното неразумно срце им се помрачи. Тврдејќи дека се мудри, тие обезумија. И славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек, на птици, на четириножни животни и на лазачи. Затоа и Бог, според желбите на срцата нивни, ги предаде на нечистотата, па сами да си ги обесчестуваат своите тела. Тие ја заменија вистината Божја со лага и му се поклонија и му служеа на создаденото повеќе отколку на Создателот, кој е благословен во вечни векови. Амин. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти и жените нивни природните потреби ги заменија со противприродни. И мажите исто така, напуштајќи го природното општење со женскиот пол, се распалија со желби еден кон друг и вршеа срамни работи мажи со мажи, добивајќи ја заслужената отплата за својата изопаченост. И бидејќи не се обидоа да го задржат Бога во разумот свој, затоа Бог ги предаде на нивниот изопачен ум, да го прават она што не прилега. Исполнети со секаква неправда, блудство, лукавство, алчност, злоба, полни со завист, убиства, кавги, измами, злонамерност, озборувачи, клеветници, богомразци, насилници, фалбаџии, горделивци, измислувачи на зло,
непослушни кон родителите, неразумни, неверни, недружелюбиви, непомирливи, немилостиви. Тие, иако ја познаваат праведната одредба Божија дека оние што вршат такви дела заслужуваат смрт, сепак не само што ги вршат, туку се благонаклонети и кон оние што ги вршат.